Додатокот за трето дете ќе се укине, а ќе се дава еднократна парична помош за секое новородено дете. Ова се предвидува со измените на Законот за заштита на децата, со кои се бришат членовите од закон со кој беше предвидена помош за трето дете. Од Министерството за труд и социјална политика вела дека не станува збор за укинување на надоместокот, туку за унапредување на правото на користење на надоместок и на прво, и на второ, и на трето дете. Откако измените на законот ќе стапат на сила, додатокот нема веднаш да се укине. Ова право ќе се стекнат и родителите кои ќе добијат дете во рок од 10 месеци откако тој ќе биде усвоен. Оние родители кои веќе стекнале право за ваков надоместок нема да го изгубат ова право. Односно, ќе продолжат да го користат до завршување на периодот од 10 години за трето, односно до 15 години за четврто дете. Со предложените законски измени не се укинува надоместокот за трето дете, туку се унапредува правото на користење на надоместок за прво, второ и трето дете. Исто така, се прави и прогресивно зголемување на износот. За прво дете, висината на еднократна парична помош предвидено е да изнесува 5000 динари, за второ 20.000 динари, а за трето новороденче 60.000 динари, велат од Министерството за труд и социјална политика. Овој додаток, бидејќи не беше наменет за сиромашни лица, додатокот за трето дете добиваа семејствата кои се во многу добра економска состојба и немало никакво ограничување во однос на ова. Промените кои ги направивме ги отстрануваат овие проблеми и парите се насочени кон вистински група на граѓани. Во државата со стапка на детска сиромаштија од близу 30%, многу извори покажуваат дека не е целесходно да се издвојуваат толкави средства без притоа значително да се влие на намалување на сиромаштијата, додаваат од Министерството за труд и социјална политика.